Добар ден! Здраво, драги ученици, здраво, драги првачиња! Добре ми дојдовте во нашата училница. Јас сум наставничката Ирена Павловска од Основното училиште Круме Кепески од Скопје. Денеска ќе се дружиме со предметот математика за прво одделение. Часот кој што денеска ќе го работиме ќе биде час за да ги повториме и да ги утврдиме вашите знаења за 2D формите. Што треба да знаете после овој час? Да ги препознавате и да ги разликувате сите 2D форми од останатите форми. Да можете да го учите какви карактеристики имаат 2D формите и од колку страни се составени. Правилно да ги препознавате, да ги именувате и нацртате едноставните 2D форми. Пред да продолжиме понатака со презентацијата, најпрво би сакала да повториме што беа тоа 2D форми. Значи 2D форми се фигури кои што лежат, односно се наоѓаат на една рамнина. Тие имаат само две димензии, а тоа се висина и должина, и затоа наскратено се нарекуваат 2D форми. Тие немаат ширина или дебелина и не можат да стојат самостојно во просторот. Сега, редно е да кажеме дека 2D формите можат да бидат различни по својот изглед и можат да бидат различни од страните од кои што се составени. Односно, нивните страни можат да бидат само прави или само криви линии, односно може да имаат и прави и криви линии заедно. Многу е важно да знаеме да ги препознаеме 2D формите во предметите што не обкружуваат во секојдневниот живот и околу нас. Еве предмети од нашиот секојдневен живот подолу на сликата. Што гледаме на оваа слика? Гледаме дека тука има кукичка, птица, дрво, елка и сонце. Ајде внимателно разгледајте ги сликите и увидете од какви 2D форми тие се составени. Доколку внимателно ја наблюдуваме сликата, можеме да увидиме дека нејзиниот оваа слика е кукичка и дека нејзиниот покрив е создаден од триаголник во чиј што центар се наоѓа еден син круг. Додека пак основата на кукичката е составена од еден поголем правоаголник и еден помал правоаголник кој што представува прозорец на оваа кукичка. Понатака, оваа птица можеме да согледаме дека е нацртана од еден круг и нејзините крилца се создадени од два триаголника. Додека пак ова дрво е создадено од една елипса, од една елипса и од еден правоаголник наместо стебло. Елка. Сите ние на почетокот кога се учиме да цртаме, се обидуваме да нацртаме што е можно поубава елка, но кога сме биле сите деца, елките сме ги цртале на ваков начин. Значи како да се наредени триаголници еден на друг се до последниот нагоре. Над елката се наоѓа сонце, кое што може да видиме дека не потсетува на круг. Сега, на овој дел од презентацијата, ние можеме да видиме кои од следниве 2D форми се составени, односно создадени само од криви линии. Можеме да видиме дека оваа 2D форма е составена од една крива и од една права линија и затоа сме ја прешкртале, бидејќи таа не е создадена само од криви линии.
оваа 2D форма можеме да видиме дека секоја нејзина линија е закривена и сме ја обележиле со точно, односно со црвена штикличка, дека таа 2D форма навистина е составена само од искривени линии. Додека пак оваа 2D форма, која што не потсетува на скалила, е составена само од прави линии и исто така е прешкртана, бидејќи тука се бараат само 2D формите кои што се создадени од криви линии. На што не потсетува оваа 2D форма? Се разбира на тркало. Така, значи, оваа 2D форма е создадена само од криви линии и затоа и неа сме ја обележале со точно. На што не потсетува пак оваа 2D форма? На елипса, која што е создадена само од една кружна линија и таа е обележана со точно. Ајде да видиме оваа крива, оваа 2D форма, зошто е прешкртана? Прешкртана е бидејќи таа не е создадена од криви линии, туку е создадена само од прави линии, кои што ние сега не ги бараме, а оваа пак 2D форма е создадена од криви линии, не потсетува на една телефонска слушалка и сме обележале со точно, бидејќи навистина таа е создадена само од криви линии. На сликата подолу се дадени примери од 2D форми со прави, со криви и со криви и прави линии воедно. Наша задача е да видиме кои од овие 2D форми се создадени од една права или од две прави или заедно од повеќе прави и од повеќе криви линии. Еве да видиме со оваа виолетова фигура. Гледаме дека до оваа виолетова фигура стои знак за точно, што е така дека навистина оваа 2D форма е создадена од една крива и една права линија и ние сме обележале со знакот точно, бидејќи на овој слайд тоа не се бара. Оваа портокалова 2D фигура е прешкртана. Зошто? Заради тоа што оваа 2D фигура не содржи ниту една закривена линија и не е тоа што во моментот ние го бараме да одредиме фигури кои што се взаемно со криви и прави линии. Ајде да одиме на виолетовата фигура. Дали може тука да забележиме дека оваа фигура има и прави две и закривени исто така две линии. Така е, значи, оваа фигура е создадена од и криви и прави линии и затоа сме обележале со знакот точно. Понатака одиме на оваа фигура која што не потсетува на една месечинка, но сме ја прешкртале бидејќи оваа фигура е создадена само од криви линии, а ние на овој слайд бараме да ги откриеме формите кои што имаат барем една права линија и барем една закривена линија. Понатака одиме кај оваа зелена фигура. Може да забележиме дека оваа зелена фигура се состои од една голема закривена линија и една права линија. Затоа оваа фигура сме ја обележале со знакот точно, бидејќи оваа фигура навистина е создадена од една закривена и од една права линија. Понатака одиме кај последната фигура, оваа сина фигура, која што исто така е прешкртана, а прешкртана е бидејќи не содржи ниту една крива линија и тоа ја прави оваа фигура да биде составена само од страни кои што имаат прави линии. Одиме понатак. Овдека треба да пронајдеме примери на 2D форми кои што содржат само прави линии, а може да видите дека на овој слайд се наоѓаат фигури со секакви линии. Сега, можеме да видиме кај овој син
предмет кај оваа сина фигура, дека сме го ставиле знакот точно, а точно е затоа што оваа сина фигура нема ниту една крива линија, туку сите нејзини линии се навистина прави. Потоа одиме кај жолтата фигура. Може да забележиме дека оваа жолта фигура тука има закривена линија и тука има закривена линија и со тоа оваа фигура ја прави да не е фигура која што содржи само прави линии и затоа сме ја прешкртале. Одиме кај нареднава фигура, оваа портокаловата. Исто така и оваа фигура сме ја прешкртале. Зошто? Затоа што оваа фигура содржи тука две прави линии, меѓутоа овој дел е создаден од една голема крива линија која што прави оваа фигура да не е создадена само од прави линии. Потоа одиме кај виолетовата фигура. Кај неа се наоѓа знакот точно. Зошто се наоѓа знакот точно? Точно е заради тоа што оваа фигура навистина е создадена само од прави линии. Понатаку одиме кај црвената фигура. И кај неа се наоѓа знакот точно, затоа што навистина и оваа фигура е создадена само од прави линии и нема ниту една закривена линија. Одиме кај последната зелена фигура, која што е прешкртана. А зошто е прешкртана? Бидејќи ние на овој слайд бараме само фигури кои што се со прави линии, а оваа фигура нема ниту една права линија, односно е создадена само од криви линии. Сега, дали вие можете да ги препознаете и да ги кажете кои се овие геометриски 2D форми? Јас знам дека вие знаете и дека со вашите наставнички сте ги учеле. Сега заедно ќе ги кажеме дека овој жолт предмет се вика триаголник и тоа е 2D форма која што е создадена од 3 страни. Понатак, овој виолетов предмет се вика правоаголник и тој е создаден од 4 страни. Овој црвен предмет се вика квадрат и тој е создаден исто така од 4 страни. И ова се вика круг, кој што е создаден од една затворена крива линија. Сега одиме подетално уште еднашка да ги обработиме сите едноставни 2D форми. Што е ова што го гледаме? Ова тука што го гледаме е круг. Значи, јас во самите 2D форми кои што ќе ви ги представувам, односно кои што ќе ги повторуваме, вметнав гатанки кои што тие во своите зборови содржат карактеристики кои што не потсетуваат на дадениот на дадената 2D форма која што ја повторуваме, односно која што ја обработуваме во моментот. Што е карактеристично за кругот? За кругот можеме да кажеме дека тоа е едноставна 2D форма, која што е создадена од една совршено затворена крива линија и оваа едноставна форма може многу често да ја сретнеме во секојдневниот живот. Ајде да видиме каде се може да ја сретнеме оваа форма во нашиот живот. Што е ова? Ова е еден обичен будилник кој што сите ние сме го имале по дома и се уште го имаме, се разбира, но на што не потсетува неговата форма кога најпрво ќе го видиме. Не потсетува овој дел на еден круг за кој што и во моментот зборуваме. Понатака, што е ова? Ова е кружен тањер, односно
предмет од нашиот секојдневен живот кој што ние секојдневно го употребуваме. И ова е велосипед од кој што може да забележиме дека неговите тркала на што не потсетуваат. Се разбира дека не потсетуваат на два круга. Ајде да одиме понатака. Квадрат. Гледаме дека ова пред нас е квадрат и што може да забележиме за него. Значи, квадратот е едноставна геометриска 2D форма, која што е составена од 4 страни, кои што 4 страни се исти по должина. Во форма на квадрат може да сретнеме многу фигури од секојдневието кои што не обкружуваат. Но пред да ги кажеме тие фигури кои што не обкружуваат, ајде да видиме што ни порачува гатанката во квадратот. Вели, 4 исти страни имам, 4 исти агли имам. Јас сум и на коцката помал брат, јасно ви е сега, јас сум квадрат. Токму така, значи, дека не подсетува на друго геометриско тело, кое што понатака ќе го изучувате. Сега, како што рековме, да видиме кој од предметите од нашиот секојдневен живот содржат форми кои што не потсетуваат на квадрат. Ова е една куќичка, која што сите ние знаеме што значи куќа, но да ја погледнеме низината основа, овој црвениот дел. На што не потсетува на која геометриска фигура. Така, значи, после размислувањето, видовме дека оваа форма, која што е со црвена боја, не потсетува на квадрат. Ајде да видиме понатака. Дали препознавате што е ова? Ова е една рамка за слика која што има квадратна форма и која што рамка за слика се наоѓа на сите слики кои што се наоѓаат во нашиот дом. И ова сигурно знам дека знаете што е, една мала масичка која што нејзината горе површина е во форма на квадрат. Да видиме понатака. Ова зелено 2D оваа зелена 2D форма ја нарекуваме триаголник и да видиме што ни вели гатанката во неа. 3 ќошиња поврзани меѓу себе. Како едро што се вее, имам јас препознат лик и се викам триаголник. Токму така, значи триаголник е едноставна 2D форма, која е создадена од 3 страни. Должината на страните на триаголникот може да бидат сите 3 страни да бидат исти, 2 страни да имаат иста должина, додека пак една да биде различна, или пак сите 3 страни може да имаат различни должини на триаголникот. Гледате дека покрај зелениот триаголник кој што ви имам представено, овдека се наоѓаат и други 2D форми кои што исто така се триаголници, но кои што може да забележите дека се различни по изглед заради тоа што тие имаат различна или иста должина на страните кои што ги поседуваат. Ајде да видиме понатака. Ова 2D форма која што ја гледате со црвена боја се вика правоаголник. Гатанката која што е во неа вели 4 страни, 2 по 2 исти, со линии прави чисти и 4 агли исти. Црташ врата, прозор, куќа со убав лик, јас сум деца правоаголник. Значи, правоаголник
е едноставна 2D форма, која што е составена од 4 страни. Страните на правоаголникот се две исти со две исти кои стојат едни спроти други. Значи, може да забележиме дека оваа страна овде и оваа страна овде се исти по должина и оваа страна горна и оваа страна долна се исти по должина, но тие стојат спротивно една на друга. Значи, тоа се карактеристиките на правоаголникот. Предметот што го видовте сега што се појави на слайдот, на што ве потсетува? Значи, не потсетува на нашата училишна табла. Каква форма има овој предмет кој што го гледаме ние секој ден? Се разбира дека формата која што ја забележуваме е во правоаголна форма. Ајде да видиме. Ова е едно од омилените јадења на децата. Што е ова? Така, значи ова е чоколадо, кое што исто така може да го сретнеме секојдневно во нашиот живот и што е најважно, може да препознаеме дека има правоаголна форма. Знаеме дека сите вие сакате миленичиња, но некои од вас имаат миленичиња кои што се ги чуваат во аквариум. Ајде да видиме овој аквариум каква форма има кога ќе го погледнеме убаво. Забележуваме дека овој аквариум има правоаголна форма, бидејќи има две по две страни исти кои што стојат спроти една од друга. Како може да ги нацртаме 2D формите? Бидејќи веќе знаеме што се 2D формите и кои се едноставните 2D форми, ние како првачиња, односно вие како првачиња, можете 2D формите да се ги нацртате со линијар или со линијар шаблон, или пак тие што се малце повешти, сето тоа може да го направат со слободна рака без помош на линијар или шаблон. Но јас секако препорачувам за почеток сите ние да користиме помошни средства како што се линијарите или линијарите шаблони, како овие што се прикажани на слайдот. Пред да завршиме со нашиот денешен час, многу е важно да повториме и да знаеме дека постојат и други форми, 2D форми, кои имаат различен изглед. Но тие имаат многу поголем број на страни и разлика во должините на страните кои што ги имаат, но за сето тоа ќе учите понатака. Ви благодарам што бевте заедно денеска со мене и се надевам на понатамошна дружба.